Добра вечер, 24 анализа. Министерот за надворешни работи Димитров попладнево го избрифира председателот Иванов за текот на преговорите со Грција. Премиерите Заев и Ципрас се уште не остварила телефонски разговор. Во меѓувреме се отвори и прашањето за името на МПЦ. Вечерва во студиото мои гости се Јовај Кекиновски, универзитетски професор. Добро вечер. Добро вечер, добро најдов. Исмет Рамадани, аналитичар. Добро вечер. Добро вечер. И Љупчо Ристовски, универзитетски професор, исто така, добро вечер и за вас. Како што кажа во воведот, председателот Иванов е веќе избрифиран од страна на министерот Никола Димитров за текот на преговорите со Грција. Она што е соопштението од страна на председателот е дека целиот процес му наликува на договор помеѓу двајцата премиери за кои нема национален консензус. Првишниот впечаток е дека, знаете, информациите одат на основа на работен документ. Значи, работната верзија ќе претрпи и дотерување, и измени, и промени. Ништо не е финално, особено што информациите говорат дека не се финални клучните неколку аспекти на преговорите. Значи, не е договорено финално името, односно, нели, новата промена. Исто така не е договорен опсегот, и веројатно не се договорени уште неколку клучни работи околу придавката македонски. Дали ќе оди на Македонија во Обединетите нации или не. Информациите се штури. Владата не го води транспарентно овој дел на процесот. Единствени изјави што даваат е наликуваат на флоскули дека зачува на идентитетот, но на кој начин е зачуван. И, знаете, различна е перцепцијата за зачувување на идентитетот на нацијата. Значи, треба да се даваат повеќе информации. Значи, треба да се располага со материјални докази на кои што може да се тврди со известност дека одиме во правец на решавање на името. Од друга страна, пак, изјавите од грчка страна се сосема спротивни од она што го кажува нашата влада и од таму веќе на неколку наврати доаѓаат до ретерирање на ставовите на владата на основа на јавно објавени информации од страна на грчката влада. Од тука за мене сето ова што се случува сега на релација и информирање на председателот отвара уште една критична точка во која што председателот на државата не се согласува со опсегот ерго омнес, јасно, значи експлицитно кажува став и тоа значи дека во догледно време, додека трае мандатот на председателот, ќе има проблем самата ратификација на евентуално заклучен меѓународен договор и понатаму објавување во службен весник и така натаму, затоа што тоа веројатно ќе бара потпис од председателот на државата. Значи имаме многу отворени прашања, има многу критични точки. За мене е енигма зошто владата се уште го подгрева оптимизмот во јавноста, а тоа може да се одрази лошо. Ми се чини дека ако подлабоко ги анализираме мотивите на грчката страна, кои што се уште актуелни и кои што кореспондираат во огромен дел со екстремната грчка јавност и нивните очекувања, мислам дека не сме на најдобар пат да го решиме за кратко време името. Ајде, Рамадани, се согласувате ли вие дека нетранспарентно ева се води процесот и дека само се подгрева сега оптимизмот? Знаете како, јасно ни е дека преговори интензивни се водат веќе скоро една година. И во тие преговори, јас неколку пати сум повторувал дека се навлечени грците и влезени сега во суштината на проблемот. Се преговара и со тимови и мислам дека треба да веруваме дека и од наша страна има луѓе експерти, па да ви кажам и луѓе кои чувствуваат тоа што е национален идентитет, тоа што е најдобро за Република Македонија. Сега сме во фаза на финиширање. Мене понекогаш така ги слушам и ги читам реакциите и од Република Грција. Ние скоро имаме една идентична ситуација. И таму опозицијата не е задоволна и таа вели нивната опозиција дека Ципрас и неговата влада значи не се транспарентни. Истото го слушаме и тука од опозицијата и од други чинители во Република Македонија дека наводно дека владата не е транспарентна, односно тие што ги водат преговорите. Меѓутоа, пак кога ќе разговараш со луѓе кои имаат дипломатско искуство и кои учествувале во вакви преговори, секогаш нивното е дека не треба низ процес да се отварат сите тие
разговори, преговори кои немат епилог, да речем, да. Може да се наштети на преговорите, односно на процесот. Сега ние од нашите преговарачи и нашите учесници слушаме дека сепак во тој пакет можеме да кажеме дека е достоинствен предлогот, односно можноста за да се реши проблемот. А ова што председателот изјавата од неговиот кабинет после брифирањето од министерот за надворешни работи, мислам дека таква изјава посебно кога се однесува за двајца премиери и квалификација дека како да се водат разговори, преговори приватно, ни едниот ни другиот не водат приватни разговори или преговори, затоа што сепак имат мандат. Во овој случај и Ципрас и премиерот наш Заев, така што најверојатно би требало минимум од таа политичка култура да се почитува функцијата во овој случај и не можеш да дадеш квалификација дека тоа е некој приватен разговор и тие приватно се договориле, затоа што тоа не држи. Може некој друг, меѓутоа председателот таква изјава, односно тоа што излезе од неговиот кабинет не држи. Кенурски? Јас неколку пати досега кажав дека ако во 2008 година во пресрет на нашиот можеби тогаш најголем оптимизам дека ќе конечно ќе станеме членка на НАТО алијансата во Букурешт 2008 година, кога всушност во тоа предвечерие ние добивме гаранција од американскиот председател, се случи да утрешниот ден бидеме полиени со ладен туш. Се плашам сега дека исто така во пресрет на средбата која што треба да се одржи помеѓу грчкиот премиер и нашиот премиер, се плашам да не бидеме во ситуација сега да бидеме изгорени со многу жешка вода. Ова ми дава за право, ова констатација, или овој страв, би рекол, ми дава се темели на повеќе причини. Прво, поради фактот, мислам дека се согласувам со првиот соговорник, кој што можно јасно кажа дека премногу е набилдан тој оптимизам во Република Македонија, како јас имам едно чувство дека, иако се нерешени голем број на прашања, е решена можеби некоја рамка и текот на како ќе се одвива целокупниот тој процес, сепак ние немаме доволно информации што и како е решено. Од време на време ќе слушнеме од грчките медиуми дека се работи клучниот проблем околу ерга омнес употребат и околу обемот на измена на уставот на Република Македонија. И секако дека се тие клучни прашања. Значи, врз основа на тоа ние можеме да заклучиме дека од она што го кажуваат нашите представници, дека е заштитен идентитетот, јазикот и државјанството, меѓутоа денешната изјава на Димитров ми внесува исто така немир, дека не е и се така договорно како што тие се обидуваат да прикажат дополнително во јавноста, од причина што тој вели дека ќе биде голем успех доколку успееме да го задржиме идентитетот. Тоа е една негова денешна изјава. Ако е точно пренесена, значи во медиумите јас ја слушнав. Од друга страна, чинам дека председателот Иванов во оваа ситуација постапува сосема исправно. За мене е недозволиво да првиот човек на државата не биде информиран постојано, да не биде информиран константно за сите случувања. Ние впрочем и не видовме некои лидерски средби како што се случувале во минатото, посебно не велам сега лидерски средби, и за мене тоа не е добро решение од причина што тие 4 поглавици го немаат правото во име на сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа барем председателите на политичките партии кои што партиципираат во собранието на Република Македонија пред секоја рунда разговори би требало да бидат информирани, секој од нив да даде свој предлог. На тој начин
нашиот преговарач ќе биде со зајакната позиција во преговорите, бидејќи во позадината ќе има став кој што го крепи целокупниот состав на највисокиот законодавен дом во собранието на Република Македонија и оттаму ќе настапува многу посигурно и оттаму ќе ги знаевме ние во старт црвените линии. Значи, имам чувство, и тоа е недвосмислено чувство, дека сепак не одат работите туку така, и јас се плашам дека можеби сум единствениот песимист во овој момент, меѓутоа мислам дека доколку вака течат понатаму разговорите, поготово после вчерашната изјава на председателот дека нема да прифати ерга омнес, и со право, бидејќи во тој случај, ако е заштитен идентитетот, се поставува прашањето што правиме со институциите, останатите институции во Република Македонија. Пример, како вие утре ќе наречете дали ќе постои Македонската академија за науки и уметности, како ќе се вика репрезентацијата и така натаму и така натаму. Впрочем, прашањето со Македонската православна црква кое што се отвори денеска е јасен показател дека ќе имаме голем број на проблеми и оттаму треба да се води сметка во кој обем ќе биде употребено евентуално новото име. Значи ние не значи дека не сакаме решавање на спорот со Грција, сакаме, меѓутоа сепак тоа да не биде со кршење на кичма, да се го задржиме нашето достоинство како македонци. Дани Кикиновски вели е можеби најголемиот песимист тука. Може ли да се очекува оптимистичко сценарио во ситуацијава? Да. Јас мислам дека на овие преговори толку имаме и други чинители. Ние водиме преговори со Република Грција, меѓутоа тука во испомошни се сите пријатели и земји кои не сакаат таму каде што ние стремиме да бидеме, како Европска Унија, НАТО, САД и така натаму, така што тие ни се веќе проверени и пријатели поддржувачи, што во овој случај Република Македонија има одлична позиција. Јас мислам дека воопшто не треба да шириме дефетизам или песимизам дека губиме интегритет, губиме идентитет, губиме јазик, затоа што тоа не доаѓа во предвид. Јас неколку пати сум кажал дека демократските држави каде што ние сакаме да бидеме членка, воопшто тие нивни лидери нема да дозволат една држава друга или во овој случај Република Грција да се поигрува, односно да посегнува по идентитетот на друг народ во овој случај. Може да се слушнат и такви гласови, меѓутоа во еден официјален, краен, меѓународен договор, такво нешто нема да дозволат. И јас сум во тоа многу убеден. Јас мислам дека проблемот околу името веќе е апсолвиран. Треба веројатно уште нешто да се исправи, да се коригира или да се, тоа е на ниво на експерти и така натаму. А во врска со името, мислам дека немаме од 92 наваму влада на Република Македонија која на еден начин не се сложила да се менува името за некоја додавка. Дали Република Македонија под загради Скопје или тире Скопје, дали Северна, дали Горна, дали Нова Македонија и така натаму, во опсек сите биле овие, меѓутоа во овој случај таа географска разлика, дистинкција за територијата од таа некогашна древна Македонија, мислам дека ако малку оптимистички настапуваме и размислуваме, тогаш ние на еден начин го зацврстуваме, се зацврстува идентитетот македонски со државен интегритет, со овие граници. Да. И тука мислам се добива, затоа што таа дистинкција веројатно треба да се направи, не веројатно него мора, затоа што во овој случај тоа не верувам дека само Грција го бара, веројатно го барат и тие кои мислат дека до решение такво може да се дојде, и мислам дека нема да биде
сега од крајност во крајности да одиме, затоа што имаме ние сили во Република Грција кои воопшто не сакат да стои бето Македонија. Имавме таква ситуација 92 Лисабонската декларација, која со поддршка и од земјите на тогашната Европска заедница не остави без име како територија. Ако ми дозволите само да реплицирам малку. Јас морам да го подсетам господин Рамадани, бидејќи цело време слушаме оние три имења: Горна Македонија, Северна Македонија и Нова Македонија. Меѓутоа мислам дека не е се така, поготово што еве пред еден час прочитав една информација токму од главниот коалиционен партнер на Ципрас во парламентот на Република Грција, кој што јавно и гласно кажа дека тој кога би се согласил, единствено би се согласил за Централна Балканска република, каде што името Македонија го нема никаде. Оттаму, значи, паѓаат во вода сите оние три опции, ако главниот коалиционен партнер на владата на Ципрас не гласа за договорот во собранието во парламентот на Грција, што значи дека тој ќе нема мнозинство да го ратифицира, односно потврди договорот во нивниот парламент. Тоа е нивен проблем. Тоа е нивен проблем. Мислам, како што беше нивен проблем и Илиненска република и Илиненска Македонија. Тоа отпадна дефинитивно. Да немој да бидеме наивни дека грчката влада разговара за формално правни пречки. И грчката влада бара формално правно разграничување на територии. Не, грчката влада оди длабоко. Бара разграничување во националниот идентитет. Јас 100 пати говорам на официјалниот вебсайт на Министерството за надворешни работи. Тие го проблематизираат постојано, дозволете. Кој го дозволува тоа? Ние им го дозволуваме со нашиот понижувачки став и однос. Не е така. Значи, Па има под напад, Унија. се извинувам, под директен напад е македонската нација. Не само од Грција, него и од Бугарија. Земете ги изјавите на Ангел Димитров, кој што е главниот преговарач за историјата и за образованието, нели, меѓудржавните комисии со Бугарија. Тој однапред си кажа, главниот проблем во преговорите ќе биде постоењето и идентификувањето на народот во Македонија со македонизмот и со идејата за постоење на македонска нација која говори македонски јазик. И ако тој однапред со исклучив стап наставува и ви вели на крајот, ако не се сложат нашите колеги историчари од Македонија, ние ќе разговараме тогаш за европските перспективи за Македонија и ние ќе го спречиме напредувањето на Македонија во евроатлантските интеграции. Однапред ви кажува, уште не почнале разговорите, тој ви ги црта црвените линии. Грција одамна ги има оцртано црвените линии. Грција исто така проблематизира постоење на македонска нација која има државно правен суверенитет на одредена територија со која нација може да се поистовети пола милион население во северниот дел на Грција. Еден ден тоа население јавно ќе се поистовети како што и сега се поистоветува. 500.000 грци државјани по етнички идентитет се поистоветуваат со македонската нација од Република Македонија и со македонскиот јазик што го говорат дома. Тоа никој не го говори. Ние сега ќе замижеме, ќе свиткаме кичма, ќе наведнеме глава, ќе речете да, ние сме во право, правото не ја решава политиката, нема да напредуваме во НАТО и Европска унија. Не е точно. Понижувачкиот став што го приредува било која влада во овие 26 години во односите со соседите не довела до таква ситуација. Ние имаме излезни решенија. Имаме безброј латерални решенија кои ни се на располагање, ама треба знаење, умење, вештини и треба прави луѓе на право место во право време. Не вака. Не оди така, со нарушено достоинство, со скршен дух на нацијата. Ние не можеме да одиме во Европа. Запамтете, има милион скриени точки критични кои што Грција ќе ги искористи во наредните фази и Грција исто така ќе го направи. Грција сега не турка кон решение Република Северна Македонија, знаејќи дека Бугарија отворено тоа го негира. И Министерството за надворешни работи рече ние тоа не го прифаќаме. И сега грците ќе не наместат ние да го прифатиме, да се излетаме со меѓудржавен договор и на крај Бугарија да стави сопката. Па одново да го отвориме пакетот. Не оди тоа така. Не се промислуваат работите во сите критични точки. Многу наивно се оди. Знаете, со позитивна психологија не може да решите вие спор. Ќе се реши. Како ќе се реши? Имаме ли материјален доказ да се реши? Немаме. Кој е материјалниот доказ? Да, ама јас може би претерувам, меѓутоа историјата не ја сметам наука. Тоа се датуми, случувања. Историјата е поука. Ние од историските настани и од историските случувања, дали во некогашна Македонија од 8 век пред наша ера до 126 година пред наша ера,
И ние ако се повикуваме на такви територии, Дарданија, Пеони, Не говориме Македонија, за това, говориме за современа македонска ние- нација која постои денес. Современа Македонија, Република Македонија ќе биде таа Република Македонија која ќе биде во Европска унија и во НАТО. Тоа е современост. Могерини ни кажа во Не со нашето скршено собрание, достоинство и со скршен дух на народот. нема да дозволат. Зошто вие одите со предпоставка дека тој што преговара оди со Затоа што никој не ми дава убедлив аргумент. А зашто мислите дека ева министрот Димитров посредбата вели доколку најдеме начин да го затвориме овој проблем со зачување на идентитетот и достоинството, сите заедно ќе бидеме на правата Многу страна јасно на кажа. историјата. Значи, ние дојдовме сега до ситуација да си го зачувуваме идентитетот, значи идентитетот е под напад. Така ли е? Повторно е, значи во игра иде. Дали е така? Вие се Дали е контрадикторни. идентитетот? Не е точно. Апсолутно Не е сме точно. Вие рековте дека Дали министрот за вътрешни работи вели ако успееме да си го зачуваме нападе идентитетот? Јас Тоа значи дека потенцирав постои после. можност и да не си го зачуваме идентитетот. Тоа значи пропаѓаат. Јас ве Така ли? молам. Ајде логицирайте малку. Не знам, мислам дека Ако успееме да си го има- сочуваме имате- идентитетот, тоа би бил имате успех. и тука Па срамата е да грешите разговарате за работите идентитет. со Тоа е некои- мое суверено право како индивид. премногу субјективно. Која држава во свет, дали вие би дозволиле како албанец да се разговара за вашиот идентитет? Ајде да го покренеме тоа Ни јас прашање. нема да дозволам, ни ти нема да Па дозволам. тогаш зашто се сложувате со грците? Ако е збирното моето достоинство, Ама ни како кажуваат македонец, луѓето што зошто вие се разговараат согласувате? дека не попуштат во тоа што е идентитет. Па не ме интересира Сега дека не зависи попушта. тоа, што Имаме е латерални идентитет. решенија. Не Имаме може да латерални биде за решенија и тебе надвор од нешто НАТО. друго идентитет, за него друго идентитет, за третиот идентитет. Тоа вие самите во Не, апсолутно идентитетот си идентитет си го знае. Нема играчка со тие работи. Знаете што? Димитров не знае што е идентитет. Заев Па не зошто знае што е дава такви идентитет. изјави? Зошто дава такви изјави? Па, еве, Ако изјавата е успееме дека- да си го зачуваме идентитетот. Но никаде не Па вели си, дека Боже нема да мил. го зачува, значи Се согласуваме, не, проблемот. Знаете што е? Нема да го сочуваме Знае, идентитет. тука е дилемата дали, значи стравот нормално да го чувствуваме. Стравот дали Мислам дека кога во то повеќе кога главниот наврати се преко повторени кога тие главниот изјави преговараш дека идентитетот не е- вели ако успееме да го сочуваме, тоа значи дека има проблем во преговорите. Има. Па добро, Сериозен проблем. Не е завршен. Сега значи Не ако се завршени работи. ако Уште некој се се согласи да го промениме идентитетот, тоа е веле предавство, што да ви кажам. Меѓутоа, јас чинам дека ниту еден и сигурен сум нема да дозволи до тоа да дојде. Не смееме сите како граѓани на оваа држава без разлика на припадноста да дозволиме било кој да се меша во идентитетот. Тоа треба да биде точка тргната на страна. Меѓутоа, знаејќи ги грците, Ама еве, јас не верувам бугарите дека се мешаат. тука Еве, бугарите се мешаат. така повеќе од јасно. Значи ние сме што? нападнати од сите страни. Јас од моето И ако не бидеме единствени однатре немаме ништо. Бе, Добро, но Не сум во- јас. во Во однос на наврати е решенијата. повторено дека Во однос на идентитетот решенијата. не се- че Во однос не на се решенијата, преговара спомна така што решенија. малку- Имаме многу добри решенија кои што ние на владата на Република Македонија и впрочем ме зачудува како ниту еден досегашен председател, ниту еден министер за па предлагаме повеќе пати предлагаме, еве и професорот Игор Јанев тоа го предлага. Значи ние досега можевме да побараме од страна на Генералното собрание на Обединените нации да донесе резолуција со која што резолуција ќе побара советодавно мислење од Меѓународниот суд за правдата, кое што советодавно мислење ќе се однесува по однос на двата вонправни наметнати услови на Република Македонија при приемот. Впрочем, во членот 4 став 1 од повелбата на Обединените нации јасно се набројани 4 услова за прием. Не се наведени дополнителни услови кои што нас ни се наметнати. И упорно 25 години никој не сака тоа прашање да го постави на знае дневен ред. дека нема да помине тоа. И па како нема да помине? Ти мислиш дека 140 држави не луѓето, признале под нема да помине. уставното име, ќе треба да се лобира, ќе треба да се поработи. Која е Меѓутоа, во нашата моќ то таму Па да која лобираме? беше моќта на Палестина во Обединетите нации? И Која е што- моќта на што другите има- држави што што ги стана од постави? Палестина? Немојте така. Што стана од Палестина до сега? Што стана од Палестина? Ајде се. Сега тука треба Значи, мудро, апсолутно паметно, постојат со можности. пријатели. Зошто не сакаат? На Во вашата Република емисија Македонија. треба да викнете и поранешни председатели и министри да прашаат зошто не побарале до сега вакво советодавно мислење. Па после нека гласа собранието на Генералното собрание на Обединените нации, нека гласа да се изјасним. Во меѓувреме факт е дека мораме да лобираме. Нема да го става точка на дневен ред на Генерално Не, собрание. апсолутно ќе го ако става. Советот за безбедност не даде пас на дневниот ред. Нема врска овде Советот за безбедност, апсолутно во делот Ова на донесување. прашање е во рамките Само на да ви Советот. кажам, има од 1948 година. Постои советодавно мислење по однос на приемот на Португалија. И тоа советодавно мислење многу гладко, многу лесно си помина во
на собранието, на Генералното собрание на Обединените нации. Ако веќе е направен таков преседан, ако веќе постои став на Меѓународниот суд за правдата по однос на наметнувањето на вонправни дополнителни услови, која е логиката сега да не, ако членот 4 од повелбата не ви е променет од основањето на Обединетите нации, која е логиката дека нема да биде прифатена? Професоре, да, пријателе, поведете. Таа работа може и да помине и пак да остане. А зошто да не се обидеме да не помине? Затоа што Република Грција и понатаму има право да го користи. Има еден глас исто како ќе го користи правото на вето и во НАТО и во Европска унија. На таква авантура можеш да одиш кога немаш намера да бидеш членка на НАТО, немаш намера да бидеш членка на Европска унија и после ќе ги тераш процедурите низ Генералното собрание, меѓутоа ако го решиме ние во Обединетите нации немаме спор. Не можеш да го решиш, бре, не можеш да го решиш, не можеш. Ти мислиш дека луѓето не како не сте пробале, а велите не можеш да го решиш. Добро, сега знаете немојте што, така, немојте. Убаво рече, треба прави луѓе на вистинско време, на вистинско место, кои познаваат проблематиката. Се соочуваме со трагикомична ситуација. Ние влеговме во устата на лавот и сега преговараме со искусни дипломати, со искусна дипломатија, значи на начин на кој што остапките се постојано на наша страна. Значи ние прифативме еден неизбалансиран пристап во преговорите, као да се исплашивме од големината на Грција, од силата на незината преговарачка моќ, од силата на незината позиција дека е во кругот, дека таа ќе не кочи во НАТО, во Европска унија, ако не се сложиме буквално со се што тие барат. Нив не ги интересира моето и достоинството на Јове и на нацијата. Не ги интересира, запамтете. Нема да бидете наивни дека Грција ќе се загрижи да го почитуваат достоинството и народот во Македонија да добие достоинствено решение. Не. Се додека постои е жива идејата за македонизам. Се додека јас се чувствувам македонец по крв, по род и по самосвест од дедо ми 6 поколенија наназад. И се додека мнозинството население се чувствува така. Сослушайте ме до крај, ве молам. Те слушам многу добро. Се дотогаш Грција ќе мора да свати дека овде постојат македонци, дека не може да проблематизира таа идеја. Токму сега. И завршува таа приказна. Ние тоа треба да го докажеме во преговарачки процес. Грција свати дека тука има македонци. Сигурни сте дека свати? Да. Јас ви велам, најодговорно ви велам дека Грција сега свати. Затоа што до сега во Грција немаше смелост да влезе во вакви преговори, како што влезе Ципрас, гледаш, ти рече, неговиот партнер во владата, што? Какви изјави дава? Па и не само него, целата опозиција, та не е демократија. И со Република Бугарија мислевме дека нема да се постигне договор. Јас и лично го знам. Знам ставовите на Каракачанов кои беа порано. Сега неговите ставови ни далеку не се како што биле, затоа што ни далеку не се променети. Не, ни далеку не се променети на Каракачанов. Официјалната политика ништо не може. Теза да вие што кажавте дека меѓународни пријатели имаме точно меѓународни пријатели, но немаме, знаете. Нема да им дозволат, нема да им дозволат. Дали еден од тие меѓународни пријатели слета во Атина да ја убедува грчката влада во нешто? Како не? Утре дента веќе му се јави подпредседателот на САД. Дали слета? Дали Охрид група да се обиде да појде во Атина да разговара со грчката влада? Не. Сите притисоци се овде. Тоа што ви кажува? Дека меѓународната заедница и нашите пријатели сметаат дека со оваа политика на растеглив компромис што го прави актуелната влада на СДСМ, дека тука е тенко и тука ќе се скине, тука по систем на врзани садови ќе иде притисокот, запамтете. Тука е притисокот. Меѓународната заедница не се замарamo, договорете се со Грција, ако успеете да се договорите. Најдобро е да се договорите и не тапка наспора, ама попуштете, направете компромис, вие сте во незавидна ситуација. Зошто? Затоа што сами сме се довели во незавидна ситуација. Спогодбата со Грција 95-та не беше меѓународно верификувана и Грција дозволи да лавира. Тоа беше почетничка грешка на тогашната дипломатија. За досега ние ќе бевме решени во НАТО и ќе почнеме преговори со Европска унија под фиром. Дали меѓудржавен договор подпишаме со Грција? Дали авансиравме промена на устав? Дали авансиравме компромиси од наша страна? Да. Што авансираше Грција од нејзина страна изминативе 20 години? Еден компромис, кажете ми, кој Грција го авансирала? Ниту еден. Ке ми реше да, вие сте во право, но тоа што сте во право не го реша проблемот. Има начин да го решиме проблемот. Тоа е компромис. Има начин да го решиме проблемот. Јас во неколку наврати сум говорил за милион решенија, латерални со кои што Грција ќе доведеме на колена. Не ние да бидеме на колена. Ако е помоќна, ако е посилна. Грција сега признава дека има македонска нација. Признава дека има македонска држава. Каде сте го виделе? Де факто
Во која држава живееме ние? Во која држава? Република Македонија живее. Ние би биле најсреќни да е така. Нема апсолутно да спориме. Не такава, мора да биде такава, нема. Па ќе славиме уште сега ако е така, не е така, немојте со сила да не убедувате нешто. Нема да им дозвола другите. Или да не се разбереме погрешно, ние сме должни критичните точки да ги цртаме, ние сме должни да правиме еден бедем или бел појас во кој што владата не сме да зачекори. Значи ние сме должни да опоменуваме внатре. Че ние некогаш сме должни, извинете, да заостриме реториката, за да владата малку стави прст на чело и да не излета повеќе од колку што треба. Професоре, тие што ме знаат долен брак на достоинство мора да имаме. Јас ги почитувам многу луѓето кои имат знаење. Значи, и едниот и другиот ве почитувам. Меѓутоа, кога сте во ситуација да донесувате политичка одлуки историски, круцијални, ќе morаш да бидеш рафиниран и да одговориш и на него нешто друго, затоа што во овој случај имаме и други елементи. Имаме други интереси и али во тоа секогаш да се внимава, како што вели и премиерот честопати, филигрански да се одигра до крај. Значи, да не се губи од тоа што е идентитет, и ако некој посегнува, има во Грција сили такви кои посегнуваат и по идентитет, тоа е јасно. Прво правило. Меѓутоа, официјалната политика, кој е сега таму премиер? Кој преговара со премиер? Значи, во тој однос треба да се искористи, затоа што и сега се вмешани и други во сето ова, и јас сум убеден, затоа што не треба сега да зборуваме со емоции, не треба. Убеден сум дека идентитетот македонски не губи. Напротив, што добива Република Македонија? Република Македонија станува дел од 900 милиони жители со своја држава, 30 ако биде членка на НАТО. Знаете што тоа значи? На безбедносен план, на економски план. Земете ги примерите. 2004 што се примени овие земји. Бугарија од 7,5 милиарди инвестиции на 11,5 милиарди за една година. Естонија, Румунија, Албанија 8,5 милиарди инвестиции. Ние треба да зајакнеме и економски, затоа што на крајот на краиштата сите овие преговори се водат за да овие млади луѓе кои доаѓаат по нас да имат своја држава, да имат свој идентитет, да имат свој просперитет и да живеат во држава која е дел од клубот на државите. И да ви кажем, во таков случај, ако биде, а ќе биде, јас сум убеден, членка на НАТО и на Европска Унија, добро, тој процес малку е подолг, меѓутоа и тежината на лобингот на државата расте. Затоа што утре тие 30 премиери, 30 председатели, 30 министри, секогаш има взаемни интереси и ти, ако си мала држава, меѓутоа ги имаш сите права и должности како и тие. Значи се расте државата. Да неме наред малку. Па не ме прекратува Рамадан и вие кога зборувате се пак двајца сте ја морам дека сега сме 20 против еден и апсолутно да не биде. На крајштата вие можете да ме сватите вие погрешно дека ти зборуваш од друга позиција. Јас како албанец знам што е идентитет. Од друга страна, секогаш сватите нас албанците кога настапуваме и во овакви прилики, дека не може во овој случај никогаш албанец да навива за Република Грција, затоа што историски имаме ситуации кои не ни даваат за права, а ние сме граѓани државјани на оваа држава. Ајде, поволе. Значи, не станува збор за емоции. Знаете, во техниките на преговарање, тоа е наука, теорија за решавање на конфликти. Значи, прво, па еве говориме јавно, јавно говориме, пишуваме јавно. Значи, прво и основно правило е да го идентификувате мотивот. Слушате ме сега, кратко само една реченица. Со вашиве дебати мислите вие не сте помогнале? Тоа ни е намера. Ќе ни биде драго. Јас сум убеден. Браво. Јас сум убеден дека сте помогнале. Првото правило во теоријата за решавање на конфликти е да го откриете, да го детектирате и со вистински збор да го дефинирате мотивот на политичкиот противник.
Ние го дефинираме на почетокот мотивот на политичкиот противник. Второто правило е: не смеете да ги байпасирате проблемите, не смеете да ги премостувате, мора да ги говорите со отворено име и со справедлив гнев, не е тоа емоција. Вие треба да покажете справедлив гнев за вашето. И таа сила ќе ви дава аргументација справедливо. Ќе покажете интерес за загриженост на другиот, ќе покажете сочувствителност, нема да го брсате во око и така натаму и така. Тоа се чекори во техниките на преговарање. Ние знаеме за што станува збор, но ние сме должни да го штитиме интересот на државата Македонија и на македонскиот народ. Не станува збор за емоција. Станува збор за разум. Да. Може ли јас да се надоврзам само? Значи, апсолутно, ние сакаме да бидеме рафинирани, сакаме да го употребиме дипломатскиот речник, дипломатските вештини, меѓутоа сето тоа да не влијае на достоинството. Треба ние како граѓани да знаеме кои се нашите црвени линии, докаде можеме да одиме со одстапките, а да не биде нарушено нашето достоинство. Впрочем, ако ја гледате онаа рамка која што ја договориле Коцijas и Димитров, видете, читате ја внимателно, ќе видите дека тука имате 99% обврски за Република Македонија, а за Република Грција немате ништо. Која е гаранцијата дека они бараат гаранција прво договорот помеѓу Заев и Ципрас да биде поминат со 61 глас во собранието на Република Македонија, бараат дополнителна гаранција да оди на референдум, тоа е добро да се изјаснат граѓаните, бараат повторно ратификација во собранието на Република Македонија со двотретинско мнозинство. Која е гаранцијата на Грција дека тоа што ќе го договориме, дека таа ќе го испочитува? Јас не видов ни една гаранција во таа рамка што ја прочитавме. И од тука еве владата нека води сметка, преговарачите во овој дел, дајте да се заштитиме ние. Па ние со грците не можеме да преговараме, па тие се посилни, иако Лјупчо вели борба на Давид и Голијат, па сепак ќе успееме ние, меѓутоа во принцип мора да има нели фер плей во тој дел. Господот рака под рака. Не се плашете, правда вистина и Господ еден предлог. Зошто вие толку голема недоверба имате кон луѓето што преговараат во МОЛ? Затоа што тие луѓе, јас знам дека тие луѓе, мислите вие вашиот глас не го слуша тие и не го слушале до сега. И мислите дека тие така лесно ќе попуштат за идентитетот или за... Меѓутоа, едно е сигурно, што морате зашто да тогаш немаше внатрешен диалог? На Република Македонија понатамо нема да биде Република Македонија. Може ли да ме прашам? Тука додавката дали е географска, најдобро, најбезболна во овој случај, барем слушам и од експерти дека мора да ми одговори. Зошто се уште нема никаква писмена кореспонденција помеѓу владата и председателот? Второ, ние не знаеме дали има писмен документ од она што го договараат во Грција. Не ради недоверба, туку архивата мора да пополните, мора да стои во архивата кој, зашто и предлагал. Единствен доказ е само писмениот документ. Па ние како да веруваме на политичарите кога 25 години упорно не лажат, упорно не манипулираат? Не, вака. Не значи по дефолт дека ја имаме таа. Само уште еден момент. Колку пати е повторено, кажал премиерот, дека. Рекол многу работи, немојте така. Јас разговарам, ние преговараме. Меѓутоа, сето тоа треба да помине низ институциите на државата. Што тоа значи? Треба да помине низ парламентот. И што е најважното, најповикана и најлегитимна институција во овој случај е референдум. Значи, пак граѓаните ќе одлучуваат што... Ајде оперативно, како? Ние ќе го ратификуваме меѓународниот договор во парламент, така, и ќе почнеме постапка за амандманска интервенција во Уставот. И референдумот е негативен. Како ќе вратите вие назад постапката? Референдумот го враќа. Ако не гласат граѓаните... Ќе прекине постапката на амандманска интервенција во Устав? Ќе го прогласите меѓународниот договор за ништовен? Како? Граѓаните ќе го прогласат. Не, како? Како формално правно технички ќе го изведете? Граѓаните тоа ќе го. Чекорите се обратно. Значи се работи за задолжителен референдум. Им се кажува така и со Венецијанска комисија направија. Одат обратно. Им се кажува и не сме наивни ние, не може така. Референдумот е патоказ за ратификација на меѓународен договор, а не обратно. Ние сегаш мислиме дека другите ќе не излажат, другите ќе не изневерат. Па не излажаме. Искуството говори дека 95-та не ја почитува спогодбата. А ние сменивме устав, сменивме знаме, сменивме се. Председателот вели Ерга Умнас не прифаќа. Кои механизми му стојат на располагање и дали председателот може да го блокира евентуалното договарање на
Па, мислам дека споменато беше уште на самиот почеток. Со самиот факт дека по ратификацијата, она последната нели фаза во собранието каде што е потребно нели и се бара двотретинско мнозинство, тоа доаѓа на указка претставител на републиката кој што може да постапи на истиот начин доколку е се уште на функција нели во тој период, на ист начин како што постапи впрочем и со законот за употреба на јазиците кој што не е потпишан. Како другачи? Што значи тоа? Понатаму повторно ќе треба Уставниот суд да одлучува дали е потребен или не е потребен. Впрочем, ние имаме и сериозен проблем со Уставот, со неконзистентноста на членовите во Уставот на Република Македонија. Погледнете го членот 119 став 1 и став 2. Таму јасно пишува. Впрочем, председателот би рекол малку и контрадикторен во смисла да сега се повикува дека владата нема можност да склучува меѓународни договори, а кога го склучи договорот со Бугарија, тој го потпиша иако знае дека владата нема право согласно Уставот да потпишува. Значи во Уставот пишува во став 1 дека единствено надлежен за склучување на меѓународни договори е председателот на републиката. А владата тоа доколку е дозволено со закон. Со закон, да. Меѓутоа, закон воопшто не постои. Постои во овој дел, не постои во овој дел, како владата. И сега ние сиве овие години имаме времена спогодба потпишана од министер за надворешни работи. Така ли? Еве, да ги земам последните. И голем број на други договори кои што се потпишани од владата и се молчало. Никој не водел сметка за оваа неустав, за оваа контрадикторност која што постои во Уставот на Република Македонија. И утре ако некој се повика и ако имаме сериозен уставен суд, а не политички уставен суд како што имаме сиве овие години, тогаш сериозно ќе дојде во прашање валидноста на сите тие потпишани спогодби и договори. Со изјавата дека ќе прифатат промена на уставното име со географска одредница, но нема да прифатат промена на уставот со цела имплементација на уставното име, значи Заев дојде на власт да речеме. Доби половина пата пратеници тогаш. Значи тој постојано говори во последниве година дена дека нема да има промена на уставот. Дека едноставно ерго омнес не го прифајкаме. И сега внимавајте, имаме сега радикален пресврт во ситуацијата. Тие со предлогот на Линдерска Македонија, веројатно тоа беше грчка и троштина, со која сакаа да го пробијат звучниот зид околу ерга омнес во македонската самосвест, во македонската јавност, направија исчекор со кој што или беа партнери во процесот со Грција, тоа не сме одговориле на тоа прашање, или наивно излета. Значи, Грција ја интересираше само во македонската јавност премиерот лично да даде изјава со која ќе каже дека да, ние ќе извршиме амандманска интервенција во уставот нели на ратификуваниот меѓународен договор. Ни само тоа ги интересираше. И од тој пакет ни само тоа го излекува. Наивно е да се очекува вице-премиерката вели пакетот во целина нема да се дроби, нема да дозволиме дел да се зимаат. Со тој став отиде Димитров во Њујорк, па дојде до давање на оставка. Значи грците едноставно, знаете, тоа е освоена територија во меѓународното право, во меѓународни преговори, ако премиерот јавно дал изјава дека е расположен да направи промена на устав, со тоа прифаќа ерга омнес, тогаш веќе си ја нарушил својата преговарашка позиција, никој пат повеќе не може да врати претходната. Заборавајте повеќе на друго. Од тука тој ја довел во понижувачка ситуација Македонија. Државата, нацијата ја довела во понижувачка ситуација. Кој нормален на планетава, кажете ми, кој нормален, еве Косово или Албанија, ќе дозволи некој од надвор да му диктира устав, да му диктира внатрешни работи? Па тоа не е заштитено со резолуција на Обединетите нации, со сите меѓународни документи, комисии и така натаму. И знаме и химна. Не е точно. Не е точно. Не е точно. Не може, тоа е флагрантно мешање во внатрешните работи на суверена држава. Ние тоа не смеевме да го дозволиме, луѓе. Не се играте играчки. Како може некој дома кај вас да дојде и да ви кажува ќе живеете од сега по овој куќа ред? Поживеете сам. Не е точно. Зашто сами? Не можеш. Ама немојте. Тоа е капитулантски однос. Зошто? Имаме начини, запамтете, имаме начини. И да не влеземе во НАТО, имаме начини со кои Грција ќе ретерира. Запамтете. А зошто меѓу себе толку лицитирате со македонскиот идентитет? А што треба да правиме? Што? А вие лицитирате со вашиот албански идентитет? Ама вие сами лицитирате. Вие велите дека тие што преговарат, тие попуштили и готово со македонскиот идентитет. Затоа што плашиме да не бидеме радосни. Се плашиме да не попуштат. До сега не рековте дека само се плашите, туку немојте така. Детектираме критични точки и вршиме пресија да не се преде линијата. Не, апсолутно внимателно. Јасно. Ние се плашиме да не дојде до тоа. Впрочем, и намерно се повикуваме на она што изјавата.
Ако но успееме да го пребродиме. секаде е кажано дека во идентитетот не се задира. Тоа се изјави кои што постојано Владимир, вие знаете ги дека повторуваме. колку работи беа кажани, па колку работи беа откажани. Не, најглавното е ова. Остај. За промена на името сите рекоа. И дополнително да не заборавам, а гаранциите кои што ги за даде идентитетот- премиерот Заев кога го добиваше мандатот точката 4? Зашто? За Па Омнес? толку за името, околу не промена на уставното име. Значи оди сега мимо она што дал како гаранција. Па немојте ве молам сега. И Па добро, лидерот на немојте, опозицијата, немојте. Ние го имаме ставот, сме го кажале 2005, а другиот ќе скокне сум кажал 92. Немојте. Што промени грците од нивниот став до сега? Да. Кажете ми, дали нешто Промениле. промени? Не. Го зајакна, не, напротив го Првиот нивен зајакна. став бил О, не. воопште да не стои Ти рекоа Ерга Омнес, еве го Ерга Омнес дојде. Ти рекоа име со географска одредница, еве дојде. Ние баравме през зборот Македонија да нема географска одредница, република да стои и тоа ни го зема. Што друго ние? Што треба да попуштиме уште? Така, бара и слеано име во официјалниот документ на владата на Грција, единствен писмен официјален документ е слеано име. Горно Македонија со мало. Позиција како се да ви е одземена. Нема, нели чувствувате дека грците Што се изборивме Не, не. ние? Што добивме во преговорите? Кажете ми, што е предноста во Сега што добиваме? Не, оставете го НАТО и преговорите со Европска унија. Кажете ми во пакетот, што добивме? Се. Што? 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 Добивме македонски јазик Не и знаем, Македонија не во резидентни знаем, нации? уште Има не се знаем. македонски јазик. ИМК. Прашање за македонски јазик дали го добивме? Министерот Па, еве, кажа дека Министерот тоа изјави е дека македонски завршено. на латиница, не Македонија на англиски. Знаете што, ај малку само. Ако бевме умни на времето и го решевме проблемот, сигурно немаше да дојдеме сега да разговараме 7, 8, 9 или 10 точки, не знам ни веќе колку се точки. 94-95 година некој од власта си поигруваше дека времето работи за нас. Напротив, времето очигледно дека работело за грците цело време и се дојдовме во оваа ситуација да може би тогаш не сме биле доволно информирани. Меѓутоа, факт дека тогаш не бил во прашање идентитет. Идентитетот се појави некаде со средината на мандатот на Груевски. Од таму ние слушаме дека е во прашање, па дури и не му верувавме во една таква Тогаш ситуација. бев активен пратеник во собранието, тогаш никогаш не го Тезата. никогаш не беше не се разговараше за идентитет, не се спомнуваше идентитет. Така. Значи грците Меѓутоа, прогресирале. Не, На од наша кога страна. се влезе во антиквизација. И тука се Така е, добро. грците се тука многу чувствителни. Не велам дека тоа им припаѓа нив. Меѓутоа, тоа со години тие направија, сум кажал јас, во милион библиотеки. Тоа е, тие го сметат како нивно брендирано. Античка Грција и така натаму, иако вие од Ние не историјата можете да, мислам, да го кажете спротивното, може би со факти, со факти, Американски меѓутоа научници кажуваат, не, ние. тоа е завршена работа кај Не е ние. завршена. Него ајде ние сега да го искористиме ова сега. Ние реков јас, апсолвиране проблемот, уште малку да во испомош се што е знаење, се што е чинител, се што е консензус да се финишира за да добиеме тежина таму каде што после ќе се водат и економски, и политички, дипломатски, затоа што дипломатијата продолжува, политиката продолжува, економијата продолжува, развој на државата и така натаму, и да се брендираме како држава на Европска Унија и на НАТО, тука ние добиваме, а идентитетот, јас просто не сакам да верувам дека овие луѓе што преговарат ќе попуштат во тоа што значи идентитет. Тука Сам ќе дека ќе морам да апсурд е повикам тоа. Зошто да го прави тоа? Зошто? да повикам реклами, па ќе продолжиме потоа со дебатата. Реклами.
Назад сме во студиото, Кекеновски, Ристовски и Исмет Рамадани. Рамадани, очекувате ли вие, еве, сепак решение пред 20 јуни и да се добие датум за преговори? Јас неколку пати тоа го повторувам, јас очекувам решение. Навистина очекувам решение, затоа што гледам дека работите се толку абсолвирани и преговорите се веќе при крај. Најверојатно уште нешто треба таму да се доправи до, меѓутоа самата заинтересираност на тие што сепак имат големо влијание. Имат влијание и кај нас, имат влијание и кај грците. Сакат, сите изјави се нивни оптимистички. Да не се лажаме, оптимистички изјави понекогаш се слушат и од наша страна, меѓутоа тие оптимистички изјави ни доаѓаат и од Брисел, ни доаѓаат и од Вашингтон, ни доаѓаат и од Берлин. Така што, ако стигнеме да го решиме проблемот, со тоа што најверојатно некои работи остануваат да се решат понатаму во пакетот, ние ако добиваме датум за преговори со Европска Унија, добиваме покана за членство во НАТО, Република Македонија веќе ги отвара портите за севкупен развој. Мислам, и економски, и демократски, и функционална демократија, и функционални демократски институции, и правда. Така што тие се работи кои се добри за граѓаните на Република Македонија и на крајот на краиштата зошто да не бидеме дел од тоа што јас го повторувам. Таму во НАТО се 30, ќе бидат 30 земји со Република Македонија, во Европска Унија ќе бидат, добро, тука може би процесот оди полека, меѓутоа се отварат фондови и перспективата се отвара за државата. И сакам да верувам, меѓутоа гледам дека може такво нешто. Во овој случај државниот интерес, партиите да бидат во испомош. Не ако те моли, односно секојаш ти подава рака тој што е во мнозинство во овој случај, тој што има влада, да бидеш дел од решението, а ти упорно одбиваш. Или упорно изјавуваш дека јас сум кажал еднаш 2005 година, ставот наш е тој и не се менува, меѓутоа не е така. Кога влегуваш во преговори, има компромис. Меѓутоа, компромисот да биде дотамо достоинствено, идентитет и држава со перспектива. Кекеновски, Ристовски, очекувате ли вие решение? Па јас сигурно сакам, повеќе од јасно дека сакам да бидеме и членка на Европската Унија и на НАТО алијансата, меѓутоа, како што реков и на почетокот, сум песимист во една ваква ситуација. Песимист сум повеќе поради крутиот и цврст став на грците, кој што мислам дека од ден на ден се повеќе некако зајакнува. И впрочем за ова ми дава за право сите изјави кои што доаѓаат пред се од најголемата опозициона партија, која што, еве за информација, во моментот, значи, нивниот лидер има повеќе, околу 20% повеќе, разликата е помеѓу Ципрас и помеѓу Мицотакис, председателот на Неа демократија. Впрочем, дека се зајакнува таа националистичка реторика и расположение во Грција, ни дава за право да го кажуваме тоа, најавите дека во 11 града во регионот Македонија ќе бидат одржани големи националистички собори. И трето, откажувањето, денешното откажување на главниот коалиционен партнер, кој што апсолутно јасно и децидно кажа дека би гласал само доколку во предлогот не постои името Македонија. Што значи дека тие се враќаат на првичните позиции на кои што биле. И сметам дека нашите во една таква ситуација не би требало воопшто да го прифатат во тој дом. Значи, ајде да ве вратам на основата, на техниката. Кој е очекувањето ваше, прво? Немам очекување, значи не, одговорот е не. Нема да дојде до решение на името. И тоа не е трагично, нема да го плашат народот. Имаме ни решенија,
нели нова влада на нови избори ќе отцрта нова политичка карта овој народ и ќе најдеме милион други решенија кои што ќе бидат достоинствени за нацијата. Но да знаете, 4 точки се спорни. И внимавајте сега, ево, Метју Нимиц седи тука и вие преговарате. 4 точки се спорни. Едното е името со географска одредница. Дали ќе биде Горна Република Македонија или Република Горна Македонија. Грците инсистираат географска одредница до името Македонија. Ние инсистираме обратно. Република до името Македонија, така? Тоа го изгубивме. Они инсистираат ерго омнес, ние викаме двојна формула. Тоа го изгубивме, така? Во преговорите идеме 2-2, ако сакате балансирано. Третото исто го губиме. Во nationality ќе оди граѓани на новото име и така натаму и сега додават кроз Македонија што е спорно, тие не го прифаќаат. И четвртото, македонски јазик. Тие бараат македонски на латиница. И ако сите 4 ги прифатиме нивни, сме направиле компромис, сме влегле во НАТО. Што сме направиле? Сме оскршили духот на овој народ. Тоа е недостоинствено решение. 2-2 идат во преговорите. Ако знаат некои техники на преговори, 2 ќе доби едната страна, 2 ќе доби другата страна. Тоа е оној компромис кој што е прифатлив или неприфатлив, подеднакво и за едната и за другата страна. Во случајот Грција добива се, ние не добиваме ништо. Добро, тоа дополнително сакам друга тема една, бидејќи сме на крај на емисијата, да отворам што се крие зад барањето за применување на црквата. Еве, на МПЦ имавме денеска, тоа се отвори како... Видете, тоа е антиципирање на проблем кој што владата на Заев очекува дека ќе му направи пореметување на очекуваниот референдум на есен. Тие знаат дека Грција инсистира на внатрешна промена на се што има назив македонски. Се што има назив македонски. Еве, Македонска православна црква. Тоа е најчувствителниот. И внимавајте, повторно е идентитетско прашање. Духовното е повторно еден елемент кај македонскиот идентитет. И сега се антиципира, и сега се прават игри со скриени намери да се тргне Македонска православна црква, демек да не признаат Охридска архиепископија. Па таму веќе има една православна Охридска архиепископија на Вранишковски. Зошто се дозволува сега црквата, зошто дозволува да вмешаат во политички игри? Зошто? Кога половина владици тврдат дека нема да го менуваат името Македонска православна црква. Тоа се тие скриени намери, тоа се тие идентитетски прашања кои грците сакаат да ги наметнат и сега Заев ги антиципира за да не му направат проблем на референдумот на есен. А ќе му направат проблем. Ќе му направат, ниту ќе добијат признавање од Цариградската патриаршија. Ние сме секуларна држава, црквата има тоа зошто премиерот се вмешува со писмо ако сме секуларна држава. Напишало дека треба да се он сакал. Значи тоа е дел од играта, тоа се дел од тие скриени намери. Грците во фазата на преговорите со Европска унија ќе ветераат се да промените внатре. По комисијата со Бугарија ќе ветера дополнително се македонско да избришете. Од учебници, од историја, од образование и така натаму. За немој така. Така е, еве ги најавите. Сега не гледаме со рози во очила. Погледнете на вистината во очи и кажете го со вистински збор. Како слободен уметник. Ама Ангел Димитров што кажа? Немој така. Ајде Ангел Димитров што кажа? Најголем проблем е македонската нација. Дали тоа го кажа Ангел Димитров, преговарачот главен на Бугарија? Колку другите го напиша на писмено. Напаѓат на ова основа толку појакси. Не може така, не може. Што може да ти направи? Еднаш ги попуштите во меѓународни преговори, еднаш ни покажете славост, готови сте. Ќе покажете 2 пати славост, ќе попуштите 3 пати. Отидува преговорите. Ова не е преговарање, ова е детска играрија. Сакавте ли? Да, за опат сакав и вас да ве... Па не знам, изненадени сите сме од вчерашната вест, вчерашни или денешната, се не знам точно како е, со она што беше предложено. Денеска видовме некое демантирање, меѓутоа мислам дека многу слабо, односно неубедливо демантирање на сето тоа, од причина што ние навистина не видовме писмо кое што треба да биде архивски заверено во архивата на владата на Република Македонија. Од друга страна, па Македонската православна црква не го дава договорот, а владата вели па прашајте за дополнителни, прашајте ја Македонската православна црква. И мене, јас разбирам да бидат прагматични и владиците на членови на синатот. Да бидат прагматични. Меѓутоа, прагматичноста не значи себе обездечување. Ако е точно оваа вест, ако се покаже она првичната вест која што беше пласирана од други извори, не од нашите, тоа е навистина голема срамот
работа и голема брука. Само замолница за барање на Главниот решение столб во без една барање држава. за бришање на зборот македонски. Тоа е официјално, не знам дали сте го виделе. Како ќе толкувате изјава на грчки премиер кој што вели македонскиот премиер Се согласи. дака и бараше од Цариградска кажа. патриаршија да се избрише Значи, Македонија. не отиму верувам Грчки тоа е премиер, цифра. оригинално. Па значи Не е тоа война пренесена. Има Тоа се фейк дискриминира. ньюс, Значи, немојте сега дали да го видовте писмото, Како ако сте- можете да го Ако замислувате видов и го слушам изјавата на владата. премиерот ќе оди на тоа да бара да се избрише името македонско А што има пак премиерот Ципрас да пушта една ваква изјава која што фактички ги минира целокупните овие Вие преговори. се верувате лично да него таа изјава. изјава, Не да верувам верувате на писмото ниту на кој што- еден не верувам јас, да Ама ви кажам објавија наискрено. писмото Кекеновски. Па не, Може би не е изјава, кажано Не, од Кекеновски некој. писмото го И објавија таму има официјално. портали како што има кај нас. Писмо- Па го Беше видовме објавено, писмото, така што- видовме, се И од видовме. Ципрас официјално таква изјава немаш. Од портал некој што порталите се. Но они се повикуваат на изјава на Ципрас. Рамадани. Каде е изјавата? Па ја читаме по медиумите каде е изјава. Не, ме Па остаje. Не, добро, ајде да. многу работи може да се Нивото на прочитаат. нетранспарентност е големо и ќе има вакви Рамадани, работи. само за крај ќе ве молам сите, кои се дали може да очекуваме и предвремени парламентарни избори? Нешто не треба да очекуваме, него не треба ни да зборуваме за предвремени парламентарни избори. Да не ни се повтори нам 2008 пак. 2008 кога ни дадоа уште 3 месеци американската администрација со шанси да ја добиеме по Канада, тогашниот премиер Груевски закажа избори. И сега истата негова партија кога гледа дека се финишираат работите и ќе се постигне некакво решение во врска со овој проблем кој 3 децении го имаме, сега се зборува за избори. Чекајте малку избори. Не е време за избори сега, време е баш сите да работат на тоа да се извлече што добар документ односно договор за да се реши проблемот што е најбитен сега. Се е можно со вакви политичари на политичката сцена во Република Македонија. Не би ме изненадило да постои некој договор во позадина помеѓу лидерите да евентуално некаде доцна септември, доколку не успеат преговорите да има вонредни парламентарни избори. Доколку успеат преговорите, тогаш исто така не би ме зачудило, бидејќи во една таква ситуација би можело паралелно да биде спроведен и референдумот и евентуално вонредни избори. Во ситуација кога најавуваат уставни промени, нели амандманска интервенција со ратификуван меѓународен договор, единствено логично решение е да направа влада на широка коалиција или влада национален спас, иако сака да го пројдат и референдумот и решението и така натаму. Но тогаш мора транспарентно да се отворат скроз према јавноста, да дозволат да се испроблематизира нивниот став, однос и договор и така натаму и последно решение. Значи тоа мора да биде ставено на критичка обсервација на јавноста, да ја видиме критичката јавност во делот на тоа решение и тогаш, ако е задоволен тој долен праг на достојствено решение, се прави влада на широка коалиција или на национален спас и се оди на тие чекори кои што ги најавуваат. Но ако имате скриени намери или скриени политики или нешто сакате да сокриете од опозицијата или од јавноста, тогаш ќе одите на начин како што одите сега. И јас реков дека сум песимист доколку не се реши спорот, ќе имаме сериозен пат на доверието на јавноста во владата на Социјалдемократскиот сојуз и ќе почне падот или процесот на детронизација до предвремени избори кои што веројатно можно е да се случат во таква една разврска. После тоа што? После тоа нова политичка карта, нови политички сили, едни и другиви ќе ги трнеме на страна и ќе одиме со ново решение. Одиме во светла иднина, уште поубава. Не, премногу романтично. А не важно беше романтично цело време. Дури ме зачудивте. Добра, господа, ви благодарам на сите за учеството во дебатата. Вам ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.